Дрисла се уште чади и продолжува да го труе Скопје. Четврти ден во делови од главниот град има високи концентрации на штетни честички во воздухот. Во утринските часови најзагадано според мерните станици беше во Драчево, аеродром Ново Лисиче, а силна миризба на гареж имаше и во кисела вода. Денеска затрупувањето на депонијата продолжува со засилено темпо, бидејќи вчера беа извршени неколку логистички зафати кои возможуваат полесен и побрз пристап до критичната точка. Директорот на дирекцијата за заштита и спасување се сомнeva дека потпалувачите на депонијата се од надвор, а истовремено Крим полиција разговара со вработините во Дрисла да се утврди кој предизвикува пожар. Припадниците на криминалистичката полиција моментално се внатре во депонијата, значи не зборуваме за некој конкретно осомничен, туку едноставно ќе позборуваат со повеќето вработини да видиме дали постои можност некој од внатре да учествува во подметнувањето на пожарот или можеби некој од надвор доаѓа во самата депонија, како што реков, преку овие ридишта било кој физички малку поспремен може да дојде со канта бензин или доволно шише бензин, затоа што се работи за запаливи гасови да го подметне пожарот. Дали некој ќе одговара зошто не е оградена депонијата? Ангелов не кажа, но уверува дека одговорност за пожарите ќе има. Според него, лошото менаџирање на Дрисла се гледа и во загрижувачката состојба со Иседокот, кој слева и во моментов има направено езеро колку едно фудбалско игралиште со длабочина од 1,5 метар. Ќе оградата е само овде зад мене. Останатиот дел, како што се оние ридишта таму, каде што може да се види чата, се апсолутно необезбедени. Има повеќе камери, но се сомневам дека сите тие се функционални, особено оние на задниот дел од депонијата. Од тие причини можам да кажам дека депонијата Дрисла е лесно достапна за злонамерници кои што би сакале да подметнат или да го продолжат веќе постоечкиот пожар. Од јавното предпријатие Дрисла се огласија дека сите активности на депонијата се извршуваат согласно техничко-технолошкиот процес и во согласност со законските прописи, имајќи ги предвид заштитата на животната средина, здравјето на човекот и природата. А за пожарот од предпријатието во соопштението ниту збор. Само побара од Министерството за внатрешни работи да отвори истрага за потпалувачите, што веќе таа процедура е во тек. Од Министерството за животна средина информираат дека при воредниот инспекциски надзор е констатирано да се земат примероци од подземни води и почва од страна на акредитирана лабораторија за животна средина. Инспекцијската постапка е во тек и се следат сите мерки за евалуација на влијанието и отстранување на последиците од пожарот. И додека се уште чади Дрисла, ситуацијата со дивата депонија Вардариште е ставена целосно под контрола. Таму има чувари, а има и забрана за движење на територијата на целата депонија.